Значи, ако имате политички договор, ако имате желба за инклузивен политички дел, тоа треба да го правите на сите теми. Освен, ако не е случај, како што е случај со она што го потпиша СДСМ и ДУИ, во договорот со Бугарија, каде што тоа задира во некаков национален идентитет, за што, бидејќи се работи за емоција и припадност, не можете на тој начин да го потпишувате без договор дома. А СДСМ и ДУИ не направија таков договор со тогашната опозиција ВМРО-ДПМН и затоа да, имаше неколку средби во клубот на претениците. Добра работа е средбата Мисковски и Филипче во правец во кој и Пеѓа збореше дека потребно е еден национален консензус за одредени работи, бидејќи тие и не смеат да бидат ексклузивно право на било која власт или влада. Во собранието се носеа резолуции, декларации, тоа беше еден вид на консензус, меѓутоа и покрај тие резолуции видовме што се случи со Значи Лисабон 2001, ако не се ми простите, таму у една од тие точките во декларацијата стои дека Македонија никогаш нема да биде признаена доколку стои терминот Македонија во нејзиното име. Лисабонската декларација, не може името Македонија. Така е. Па еве, докај стасавме, тоа значи дека некои работи вие не можете да ги кршите преку колено, сега и веднаш. Мора да помине време, мора да се борите максимално, сето знаење, вештини, со мудрост, со помош на вистински пријатели, и светот се да дојдете до целта. Тоа може да трае со години. И најдиректно ви вели нема план А, нема план Б, план А, треба се направи. Нема да биде ни прв ни последен европски политичар кој ќе каже нешто и после тоа нема да имаме ли начин за такво достоинствено решение? Има. Да бидете упорни, да спроведувате реформи, да си ја градите државата однатре. Има начин. Постои начин. Морате, знам дека Пеѓа не се согласува со тоа дека можеме сами. Знам. И он е еден од тие што мисли дека ние не можеме. Можеме. Знам дека можеме. Постои начин. Треба да имате волја, желба, вистински пријатели ни светот, вистинска поддршка, за тоа требате да имате добра дипломатија, да бидете посветени на она што ви се случува дома. Ние дома има многу повеќе поголеми проблеми за решавање од инфраструктура, образование, здравство, не знам, пензијски систем, што го спомнам. Многу работи треба да се поставуваат на вистински темели за да можеме да тргнеме напред. Не можете да исправите накриво насадено дрво. Морате да почнете од почеток. А мислам дека ние навистина тргнуваме од почеток. Тргнуваме од почеток и нема успех преку ноќ. Тоа што господинот Заев мислеше дека ако ја свитка кичмата и пред едни, и пред други, и пред трети ќе биде влезница за некоја блескава европска, еве до кај стаса. Еве до кај стаса. Опозицијата вели дека власта е таа која што е против ЕУ. Власта, дуи најчесто пак нивните ставови се дека оваа влада не само што е антиевропска, туку и антиалбанска. Така е. Тоа е, а што друго може да зборуваат? После 20 години владење, после толку афери кои им се случија, после она што го направи Социјалдемократскиот сојуз со Заев, Ковачевски, па еве сега со Филипче, што очекувате? Некој мора тие грешки да ги исправа. Некој мора вработиве да ги враќа на почеток за да може да почне да се гради. Ви морате да направите реформа на правосудството, иначе ништо. Ако не сте правна држава, вие не можете 100 години да преговарате, никаде нема да станете членка на Европската унија, освен ако тоа не биде политичка одлука. Како што Европа знае, како што Европа знае да донесе. Секогаш одлучуваш Европската унија, тоа се политички одлуки. Значи, ако ги бара вистинските вредности од вас, првин таа треба да биде така да се однесува, а Европа е далеко од такво однесување, вредносно, во овој момент, со милион примери ни светот, и со војната во Украина, и со она што се случува во Газа. Тоа е, Европа е таа која застапува вредности. Кои вредности застапува, например, во судирот во Газа? Кои вредности застапува Европа? Затвара очи пред геноцид кој се случува врз еден народ. Тоа сакате да кажете да е европска вредност. Немојте ме молам. Значи, да тргнеме од тоа дека ние мораме да се завршиме
Работава во најголем дел Се овде. тоа супер што го слушаме Вишевец, меѓутоа тоа го слушам веќе 3 децени. Не е Се точно. дома да си направиме Не е Европа, да си ја донесеме дома, ама никако да си ја донесеме. Ама треба да почнете да правите. Да, се согласувате Арсовски околу овие тези? О, не. Не, Па кажа кај сме Бишевац. да спомне дека се согласува. А, Европска вредност ли е она што Европа го прави за сударот во Газа, за агресијата на Израел? Тоа е европска вредност. Па добро, европска вредност EU? можам да прашам јас се дали од сите други членки само на Македонија се барат некакви невозможни услови да смени, знаеме да смени. Тоа го зборам, тоа го зборам, тоа е европска вредност е. Добро, тоа држи во тој дел. не знам од каде да почнем. Од почеток. Вака. ЕУ и Обединетите нации постојано повикуваат на прекин на огнот Те молам, во Бејче. Газа Мило, те молам. за Барат ми Те хуманитарна молам, решение, помош. те молам. За хуманитарна помош. Што се однесува до нашиот случај? Немаме ни некакви специјални услови. Илузија е дека нешто специјално ЕУ има против Македонија и за нас важат многу специјални правила. И Обединетото кралство за кое збориме го има сменето името како предуслов за влез во ЕУ. Пред се викаше Велика Британија, во потоа стана Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Многу земји имаат сменато своји обележја, многу земји имале проблеми со јазик, со идентитет, со соседи, трговски и така натаму и така натаму. Тоа е европски клуб. Кога имате Знам, многу... Но Арсовски, знаете што е проблемот? Тука дојдоа еден куп тоа западни е. политичари и рекоа дека сменете го името и готово влегувате во ЕУ. И тоа не се случи. Ги почнувате преговорите за Сега се барат други услови, сега се бара промена на уставот. Тоа е дилемата, не е дека А што е проблемот со промената на уставот? А зашто воопшто да бараат такво нешто од нас? А што би изгубиле вие со Не, ама промената на зашто уставот? такво нешто да бараат од нас? Прво на тоа да затоа што сме Зашто потпишале такво нешто се бара од нас? Сме потпишале таков договор. Затоа што... Ама тоа е, за тоа зборевме преска, тоа владата на Зајгона На Ковачевски. или Ковачевски. Затоа што една земја членка го бара тоа и затоа што ние таа преговарачка рамка сме ја прифатили и потпишале. Добро. Со тие услови внатре. И ние сега велиме, преговарачката рамка ниту ќе ја исполниме, ниту ќе ја отфрлиме. Како да разговара ЕУ со нас? Сериозно. А не треба да Ако ние разговара сме со ние што го прифатиле ако тоа. сме ние си- Таквиот начин. Ама сега има друга власт која може легитимно, доколку смета дека предходната преговарачка рамка со ЕУ била национално предавство, може да ја отфрли. Зошто не го направи тоа? Па затоа и кажа преска, не се во политиката не можете преку ноги да кршите работи, да решавате работи. Потребно е и време. Значи, нашата- Ако и сите напори да ги вложите во исправање на Такви грешката. најави нема. Од владата велат нивниот план е планот А, односно влез во Европската унија. Никој не вика дека ќе Па се... така Значи е, како определба кај сите. Европската унија да ја заборави преговарачката рамка што сме ја потпишале? Ам се докле да бидеме честни. Ако Кошта рече ЕУ нема план Б, премиерот Мисковски кажа ние под овие услови тоа нема да го направиме. Сега. Зашто разговараме сега? Дали Тоа е сте отфрлање на преговарачката рамка. Така гледате Се на не тоа? изјава. Не, прашувам. Па, ако така гледате, да, тоа е така. Значи, постојат работи кои едноставно, доколку држите до себе, до достоинството, не можете да ги направите. Има работи кои нема цена. Како да ви кажам? Океј. Планот на мојата генерација беше дека корекцијата вкупна на системот, овој ист еродиран систем кој ни ја донесе Кочани, несреќата во Кочани, дека најдобар начин да се коригира вкупно системот се преговорите и членството во ЕУ. Правилно или погрешно? Тоа беше планот на И на почеток тоа изгледаше за до сите сегашната така. генерација Така е. која вели трансформативниот капацитет на преговорите во кои се инсталира меритократија наместо клиентелизам, владење на прав, е најдобриот начин, Најбрзиот и најдобриот. најбрзиот и најдобриот Така е, начин се согласувам. преку позајмување на знаење и капацитети, но и инвестиции од ЕУ, да се трансформира општеството во некаков нормален систем, бидејќи резултатот на систем кој е далеку надвор од евроинтеграција и сите нормални текови е Кочани. Ние имавме луѓе кои протестираа дека системот затаил, а не размислуваме за тоа кој го донел системот
до таму. Ама системот се луѓе. Сега владата вели, Системот не е ништо апстрактно. сега власта вели, тој план ние нема да го спроведеме. Јас мислам дека треба да се направат уставните измени вчера. Затоа што се работи за 3500 македонски граѓани кои се сметаат себе си за бугари. Затоа што дури и под предпоставка дека Бугарија ќе прави подоцна проблеми во преговарањето. Не е изговор сами да се блокирате за да не ве блокираат тие. Отворете ги поглавијата, ќе имате подобра позиција и за една условно речено тепачка со Бугарија. Сметам дека нема да се смени суштински, дека нема да се сменат условите и дека долготрајното отсуство на тој трансформативен процес секој ден не оддалечува од стандардот на ЕУ. Ние имаме пораст на бруто општествениот производ од прилика 3%, просекот во ЕУ е 7%. Што значи дека секоја година, па колку беше растот на GDP на Хрватска пред да влезе во ЕУ? 4. Колку беше откако влезе во ЕУ? 7. Еве сега ќе видиме што ќе се случи со растот на GDP на Црна Гора и на Албанија кога ќе влезат во ЕУ. Добро. Значи, секоја година што сме ние надвор од ЕУ, ние се оддалечуваме и ќе ни требаат повеќе време за да го достигнеме стандардот, квалитетот на живот во ЕУ. Значи, сега ни требаат 50 години по проценките. Наредната година ќе ни требаат 53. Да. Уште една година ако сме надвор од ЕУ ќе ни требаат 60 години за ние да го стигнеме. Пошто се ова предпоставки? Не се предпоставки, тоа се статистички факти. Океј, но ако замислете обратна ситуација. Еве со вакви примери да сериозни странски инвестиции, вложувања, со реформи натре, мислите дека тој јас не може да се намалува и без таквата помош на ЕУ? Не знам. Може би може. Ама ЕУ не е само инвестиции. ЕУ е сет на вредности. За вредности тоа веќе зборевме. Видовме серија вредности од кои остана само стандардот кој го живеат граѓаните. Бидејќи европските демократски вредности се покажаа. И во Романија, и во Бугарија, и во Естонија. Да не забораваме дека многу европски пари ќе стигнат во Македонија ако ние почнеме на тој пат. И тоа ќе биде таа европска идеја има мнозинска поддршка кај македонските граѓани. И има мнозинството македонски граѓани се за ЕУ, но тоа не значи. Дали знаеш зошто, Сафет? Именно од ова што го зборевме, стандардот е она што го посакуваат македонските граѓани. Стандардот, системот, не на вредности, на владење на право. Точно тоа. Тоа е она што бегаат луѓето од оваа држава. Да. Бегаат од недостаток на владење на право. Замислете вие во оваа држава да почне да функционира правото, тоа е основен предуслов за инвестиции. Чести исклучоци, верувајте, ако направите една анкета, ја не знам колку граѓани ќе бидат задоволни од здравствените услуги. Се плаќа со години, со децени, вие не можете да добиете пристап до основни здравствени услуги. Кој сака може да ме демантира? Јас лично го потврдувам тоа. Значи, на сите од нас ни е тешко кога одиме на лекар, со редици, со чекање, со папирологија. Не функционира. Нема лекови, не знам, нема доктори, затоа велам дека се потребни реформи во клучните области на живење. И затоа луѓето бараат спас, мислат дека ако одиме во ЕУ, сето тоа ќе се реши. Не беше проблемот од почетокот оваа држава заминуваа луѓе во потрага за работа. Најголемиот дел од бугарски пасоши кои ги зема граѓаните од Македонија беа мотивирани од пронаоѓање работа во странство. Но сега од државата одат луѓе кои се реализирани со сериозен капитал. Не може да функционира, затоа што не функционира правниот систем, затоа што е лоша инфраструктурата, затоа што здравствениот систем не е на ниво на кое треба да биде. И многу други работи. Образовниот систем пред све, тука забораваме, тоа е една од клучните работи за кои секоја држава мора најсериозно да пристапи. Ако сакаш брзо да уништиш некоја држава, уништи го образованието. А ние тоа, овие 30 години практично на тоа. Ваков модел, таков модел, да. Ние не можеме да застанеме нешто да градиме повеќе од 10 години. И што зборувавте претходно дека е потребен конечно консензус за некои такви долгорочни Значи мора да бидеме малку по-трезвени и сериозни околу ситуацијата во која се наоѓа нашата држава.
Мислам дека е неодговорно за идните генерации кои треба да живеат овде, ако ние сега, нашите генерации, не го подигнеме алармот околу тоа што ни се случува во државата. Дека квалитетот на услугите и квалитетот на живот опаѓа, не се подобрува. Добро. И ако ние не направиме нешто за тоа да се подобри, разликата помеѓу нашиот стандард на живот и стандардот на живот во ЕУ ќе се зголемува. Се потешко ќе биде, односно дискрепанцата помеѓу тоа каков ќе биде стандардот на живот во ЕУ и каков ќе биде стандардот на живот во Македонија и животниот век и интелигенцијата и образованието и така натаму. И ние мораме да бидеме сериозни по тоа прашање. Имаме геостратешка ситуација и геополитичка ситуација во која ЕУ покажува некаков козметички апетит за ново проширување на Балканот. Козметички, повторувам. И Црна Гора и Албанија не знаеме каква понуда ќе добијат. Најверојатно ќе добијат понуда за пристап до европскиот економски пазар без право на вето. Може би е добро на земјите на Балкан да не им се дава право на вето, затоа што тоа ќе биде една општа Евровизија таму. Но во таква ситуација, кога се уште не е затворена војната во Украина, имаме војна во Газа, имаме проблеми Индија, Пакистан. Мислам дека е целосно неодговорно ние да ја оставаме Македонија ни ваму ни таму. Најлошото сценарио за ЕУ е подобро од најдоброто сценарио за Македонија без ЕУ. И во тоа сум сигурен. Јас не ја делам твојата убеденост. Јас мислам дека во оваа држава има луѓе кои знаат, можат, сакаат и ќе ја направат оваа држава подобро место за живење. Се разбира, не може преку ноќ. Ќе биде потребно некое време, но тоа дефинитивно ќе се случи. Сакале ние или не, тоа ќе се случува токму на овој начин. Знаете како? Ако во животот оставате само еден избор, велите вие немате избор, освен тој, толку е. Јас мислам дека тоа е ужасно погрешно. Секогаш постои избор. Секогаш постои избор. Ние не можеме да станеме Република Советскиот сојуз или 51 Америка, не можеме тоа да. Дека нашиот план е да одиме во ЕУ, тоа е нашиот план. Апсолутно, тоа е огромното мнозинство. Така е, огромно мнозинство на овие граѓани. Но морате да водите сметка и за чувствата и достоинството на овие граѓани овде. Без тоа, ако влезете било каде без достоинство, ќе служите само за смеење и подкусурување. Ќе ве праќаат на кафе да се напиете кафе, додека тие решаваат сериозни проблеми. Ама ако зборуваме по таа логика, ние нашето достоинство веќе сме го срушиле со промената на името. Го срушило оној што го сменил името. Така ќе не перцепираат сега на сите не. И покрај тоа што имаше референдум кој што кажа нешто друго, нема врска. Прашањето ми е ама тоа нема врска. Тоа е суштината на целата работа. Кога и одговара на Европската Унија некоја работа, тогаш повикува на владење, на право, на вредности, на принципи и така натаму. Кога некој тоа ќе го оспори, односно ќе го оспори начинот на кој се доаѓа до тие промени, а за тоа се сведоци ние и со купување, застрашување на пратеници, со непочитување на резултатот на светиот грал на демократијата, референдумот. Ако Европа не го почитува референдумот, билејќи дека тоа Мивети Заев ќе го реши на балкански начин, еден од поранешни еврокомисар. Да. Ако Европа покажа како се однесува секаде каде што граѓаните покажуваат поинаква политичка волја од она за што тие мислат дека треба, како што е, да речеме, Романија, на пример, е последна, и однесувањето во Романија, тие европски вредности паѓаат, биваат чудна боја, која не значи ништо друго освен за скривање за платот на демокрацијата. Да почекаме 10-15 години да се реформираат, па да видиме дали сакаме. Не можеме да чекаме реформи за 15 години, тоа апсолутно. Ја мислам дека дел од тие реформи се веќе во тек. За ЕУ да се реформира. Се шегував, се разбира. Прашањето околу оваа ситуација со Уставниот суд, еден од примерите како тоа не функционира на судскиот совет, со на бламажа не е дозволено да се гласа за останатите кандидати, па оди предлогот во собрание и сега имаме ситуација после 2 години управниот суд да каже дека незаконски била
избира на судиката и сега правен преседан ситуација како ќе функционира Уставниот суд, некој тоа го вклучува во некаков политички контекст заради законот за употреба на јазици, еве и тоа да го ставиме на страна, еве еден од начините како ни функционира судството. Еве тоа сакам да кажам. Има ли спас за судството наше? Многу кратко, бидејќи сме на крајот од емисијата. Или радикални резови треба да се менуваат, да се прават радикални трансформации, или треба да почнат процесот на преговори. Да. Многу едноставен одговор на тоа прашање. Бишеваc, накратко. Значи, јас, ако веќе морам да ја бирам дилемата на Пеѓа, радикални или... Па сега мораш кратко, одбери... Ќе одберам радикални промени. Бидејќи навистина мислам дека некои работи морате гангрозното ткиво да го со хируршка интервенција да го дадете. Не можете да дозволите, на пример, судскиот совет предводен од Дамевска или која беше тоа? Кандидат на Социјалдемократскиот сојуз, ми носи таква одлука и предлага за уставен судија кандидат по такво скандално. Не е запазена процедурата самата таа. Ама демократијата и правото е процедура. Апсолутно по тоа зборам. Не ни треба такви кадри. Значи, вашиот став е дека потребни се длабински резови. Апсолутно мислам дека од правосудното ткиво треба хируршки да се отстранат луѓето за кои има докази дека се однесувале согласно политичката волја на оние кои ги избирале во институциите во каде што сега се тие наоѓаат. Вие мислите дека политика прашање. Тоа не значи дека како општество, а пред се обвинителите и судиите како фела, како институции, да продолжат да молчат на начин како што го правеа до сега. Добро, на владата е обврската да ги спроведе тие реформи, па да видиме кој ќе биде епилогот. Ви благодарам многу, Петар Арсовски, Сафет Бишеваc, вечерва во Самовистина. Почитувани, ви благодарам што не следите, останете со каналот.